3 мај, денот на слободата на медиумите, е повод да се подсетиме зошто работите во новинарството тешко се мрдаат од мртва точка. И што треба да преземеме? Извештаите на меѓународните релевантни организации кои ја мерат слободата на медиумите се уште еден показател за медиумската демократска стагнација во земјата. Причините за тоа се неколку: тенденција на зголемување на јавните пари во медиумите, блокирани медиумски реформи, недостиг на правда за новинарите, само еден решен случај од 16 на новинари на напади лани, неколку скандалозни одлуки на судот во врска со 27 април и одбиените тужби на новинарите. Затоа денес, на денот на слободата на медиумите, порачуваме: оставете ги медиумите еднакво да се борат на пазарот во еднаква конкуренција. Интервенции како онаа во 2009 година, кога државата драматично се вмеша на пазарот со медиумските кампањи и со јавните пари, може да резултира со траен клиентелистички однос меѓу медиумските газди и меѓу државата, а сето тоа да влијае врз имиџот на медиумите и на новинарите. Наместо тоа бараме од владата итно формирање на фонд за проекти од јавен интерес, со што ќе се подржи квалитетот во новинарството, истражувачките и аналитичките стории, приказните од локален и регионален карактер. Без одложување бараме измени во кривичниот законник, со што нападите врз новинари ќе се сметаат како напади врз службени лица. Во однос на 27 април бараме од апелациониот суд да ги преиспита одлуките на првостепените судови во однос на одбивањето на тужбите на новинарите. За медиумските реформи апелираме до политичките партии и од власта и од опозицијата во процесот на избор на новите членови на советите на АВМ и МРТВ да се водат од начелото на професионалност, а не од начелото на партиската подобност на кандидатите.